Најновата информација е дека Соединетите Американски држави и Русија постигнаа договор за прекин на огнот на Црното море. Што значи ова? И подетално дознаваме во продолжение од Дејан Андоновиќ за сите можни нови случувања поврзани за меѓународната анализа. Значи, како што тоа беше и со Израел, и со Газа, и со Хамас, и прекинот на огнот, кој денеска го гледаме дека не функционира, така и ова во тој стил. Веста е дека Вашингтон успеа да постигне договор за прекин на огнот помеѓу Русија и Украина. Оптимистички го најави тој прекин на огнот, што беше потврден, се разбира, и од Кремљ, но Киев е доста воздржан околу целата приказна. Да објасниме што е работата. Работата е дека треба 30-дневен прекин на огнот на Црното море, каде што ќе се овозможи рутите за пловење на трговските бродови да можат непречено да се движат, бидејќи додека траеше оваа војна, тоа беше невозможно. Но има еден услов Москва, а Москва практично го условува договорот со укинување на санкциите. Значи, вели, првен укинување на санкции, па потоа прекинот на огнот ќе функционира. Сега, Вашингтон во својата најава вели се договорија, Русија вели да, но првен да има укинување на санкциите пред се на извозот на руското храна и ѓубриво и деблокада на нивната банка, таму централна банка која е 3 години под целосна блокада, па потоа ќе профункционира. Вашингтон се обврза дека ќе се потруди тоа да го излобира во меѓународната заедница за да профункционира, за да може по Москва да го реализира овој прекин на огнот. Од друга страна, Зеленски ноќеска или синоќа, како му доаѓа по наше време, прилично песимистички настапи и рече Русија се обидува и Путин да го одолговлекуваат мирот за да се ги постигнат целите. Што се гледа на теренот бесна е војната. Има последни информации дека Русија напаѓа Украина пожестоко од што ја напаѓаше изминатите денови, а и Киев враќа со тоа што во некои делови на руска територија повторно се јавува дека има некаков мал продор на украинските војници. Значи, на теренот војна, во дипломатијата оптимизам од страна на посредникот САД, кој во духот на оној мировен договор со Израел, со да кажеме, ист оптимизам настапува дека е постигнат договор, но на теренот гледаме дека Хамас и Израел немаат примирие. Од друга страна, Киев и Москва, да, се договоривме се, но Москва условува и не отстапува од тие барања што ги има за да дое до прекинот на огнот. Трамп даде една интересна изјава, рече да Путин одолговлекува со примирието, истото тоа би го направил и јас. Што само ја покажува уште едношка, барем за сега, да мерата на актуелната администрација во Вашингтон и самиот Трамп, дека сака со Путин по секоја цена да постигне договор за да може да оди понатаму со своите геостратешки планови, политики и сето она што го интересира. Во меѓувреме ќе видиме како ќе биде ова на теренот и дали Москва нема да прекине со нападите додека не бидат деблокирани овие меѓународни санкции, ќе повторам, извоз на храна, извоз на ѓубриво, нешто што и на светот му треба, бидејќи тоа ѓубриво, колку што знам, иако малку знам, руско и украинско се најголемите извозници, Русија и Украина, на земјоделско ѓубриво во светот, поттаму и светот веројатно чувствуваат, тие што се занимаваат со тоа, чувствуваат какви проблеми прави овие санкции на производи. Останува да видиме што ќе се случи, повторно ќе кажам, бидејќи Зеленски е песимист, Трамп е оптимист, а Путин, како и секогаш воздржан, чека и секој миг гледа да направи чекор некаков или потек како во шах, со цел да испрофитира и да добие и геостратешки поени, ама и политички поени во Москва, бидејќи знаеш, 3 години војуваат, 3 години се очекуваше поголема брзина на руските, остварувањето на руските цели, сакал некој да призна или не. Сега, со овој договор на Црно море, Путин сака преку, ако, например, војнички не можеше толку брзо да ги освои некои делови од територијата околу Црното море, сега дипломатски ќе се обиде да ги добие и така да ја оправда својата политика. Му остануваат исто максималистичките цели, значи Украина да не влезе во НАТО, тоа го доби од Трамп.
Нели Трамп рече дека Украина нема скоро да влезе во НАТО. Заштитата на овие 4 територии најверојатно ќе бидат признаени како дел од Русија. Крим останува не е ни спорен, сега останува уште пловидбата на Црното море и неговата безбедност. Повторно ќе кажам, тука покрај Украина не е задоволна и Европа, бидејќи доколку ги добие тие делови и рути, руската морнарица ќе има поширок опсег на патролирање, на движење, што пак ќе ги загрозува интересите на две земји членки на Европската унија, тоа се Бугарија и Романија, кои се тука нели на Црното море, па и Турција, ено е таа малце подалеку, а доколку руската морнарица може послободно да се движи, тогаш тие ќе се почувствуваат малку и загрозени. Знаеш што ми е прашањето? Досега се зборуваше дека ќе се прави примирие на целата територија, но сега само за Сега си, па затоа што повторно ќе кажам, Путин подолго време и веројатно тоа зад кулисите на јавноста е поставено уште од првиот ден во разговорите, дали меѓу Трамп и Путин телефонски, дали меѓу делегациите, тоа не е толку важно, дека Русија има услови за да го прекине огнот. Оттаму и онаа фама 3 години дека Русија оди полека и оди на систем на исцрпување на Украина, па и на Западот, реално, очигледно проценката им е дека може да издржат. Од друга страна, вчера, како потврда на ова теза сега што ја реков, излезе Зеленски Киев и рекоа дека и ние можеме да одиме во тактиката војна на исцрпување, бидејќи можеме доволно да издржиме. Имаат некое западно оружје се уште, добиваат повторно разузнавачки информации од Трамп. На крајот на краиштата Трамп исто така може да му каже да ја каже на руската страна дека доколку не излезат во пресек на ова примирие, повторно ќе почнат да ги испорачуваат оние западни оружје, химарси и сето она што овие 3 години го научивме како обични лаици за некакви проектили, па гледам по социјалните мрежи има и поголеми експерти од нас, нели, на тастатура кои знаат што е. Како е, ние не знаеме, но знаеме дека се проектили со долг домет, дека се со разорно дејство и дека кога ги има украинската страна може да гаѓа длабоко на руска територија. Од друга страна, Трамп, Путин повторно ќе кажам, има услови за да биде прекинот на огнот. Овој како да не се однесува на целата територија и затоа и обвинувањето дека се обидува да купи време, да ја пролонгира војната и да ги исполни целите кои ги има. Проценките подолго време се дека руско-украинската војна практично ќе заврши 2026, што укажува дека веќе на големо се знае кои се плановите, дали на Москва, дали на Западот, не навлегувам, бидејќи не можам да знам, но јасно ми е дека, и повеќе од јасно е дека војната не може да запре туку така, што па како пример го гледаме ова што се случува во Газа и во Израел, каде што од едно примирие, едно еуфорично прекин на огнот, примирие хуманитарни, еве полека почнуваат да се враќаат граѓаните, жителите на Газа, дојдовме повторно изминативе денови да се бројат голем број на жртви, Газа жестоко се бомбардира, се напаѓаат позициите на Хезболах во Либан. Значи, ние имаме практично иста ситуација како пред тој мировен договор, само медиумски, не е толку многу така експониран и така поставен. Андоновиќ, благодарам што и утринава беше заедно со нас во уште една меѓународна анализа на Слободен печат. Останете уште неколку минути со вас. Имаме да ви соопштиме што ќе гледате ново во видеопродукцијскиот дел на Слободен печат.